Добро вечер. 360 степени на МРТ1 во стандардниот термин. Во ова издание донесуваме. Што пишува во измените на законите со кои ќе се овозможи казнување со снимка од камера? Известувањето со линкот ќе стигнува како текстуална порака на телефонот на собственикот на возилото или на неговата електронска пошта. Но како ќе им гарантирате или како ќе ги уверите граѓаните дека секој регистриран прекршок со камерите ќе биде и казнет? Тоа е многу интересно прашање, тоа што секогаш вајда балканскиот менталитет е како нешто може да се злоупотреби. Кога ќе кажем електронски систем, тоа навистина во буквална смисла електронски систем. Во иднина ваквото поминување на улица користејќи мобилен телефон или пак со слушалки на уши ќе биде прекршочно дело, за кое што ќе треба да се плати соодветна казна. Министерот за животна средина во ноември вети дека до крајот на март системот ѓавато во Дојранското езеро ќе носи по 500 литри во секунда, но крајниот рок помина, а ни системот не само што не течат 500 литри во секунда, туку ни тие 200 од претходно. Сега рокот за да гледаме службени возила во други бои е до секој момент, не очекувам долго да трае. Се најавуваше најмалку една деценија од различни гарнитури, но се чини дека процесот на воведување автоматско казнување прекршоци во сообраќајот сега може да стигне и до имплементација. Сигналот за тоа не е поставувањето камери по раскрсниците пред се во Скопје, туку отпочнувањето на процедурата за законски измени кои треба да овозможат такво нешто. Александар Димитриевски за основите на нацрт измените на легислативата, особено за тоа како се предвидува да се одвива санкционирањето и доставата на казни. Секој сака да излезе убаво на фотографија или видео. Ама чиста слика од нас, а и од нашето возило, посакува и полицијата. Не за спомен албум. И треба заказнување преку, како што се наречени новите камери, технички средства и уреди за снимање. Само на раскрсницата меѓу булеварот Партизански одреди и Рузвелтова инсталирани се 6 камери. Сите го носат логото на испроизводително, затоа малку подоцна. А на Партизанска има уште 10 други раскрсници, 15 на пешачки премини и 2 кружни текари. Тие раскрсници, пешачки премини и кружни текови се распространети долж речиси 6 километри на булеварот Партизански одреди. Еве каде, барем за сега, утврдивме дека има нови камери. 4 се поставени, а сигурно ќе има уште 2 или уште 4 на раскрсницата кај Соборниот храм. Уште 4 има на пешачкиот премин кај Универзална сала. 6, веќе ги споменавме, на раскрсницата со Рузвелтова. Следните камери, 6 на број, се на раскрсницата кај болницата Букурешт. Последните нови камери што ги воочивме на терен се на мостот Обединети нации, единствено тие не беа поставени на место каде во непосредна близина има семафор. Или, само на Партизанска веќе има 22 камери, а Скопје има, некои пократки, некои подолги, уште 25 булевари. Лесно е да се предпостави дека тоа значи уште стотици камери. Сепак, нивното поставување не е големата новост. Веста е дека МВР ја почна процедурата за измена во повеќе закони кои ќе овозможат да се казнува со фотографија или снимка од камера. Според досега објавените нацрт измени на законите за безбедност во сообраќајот и законот за прекршоците, процедурата преку примерот на камерите за регистрирање минување на црвено светло на Рузвелтова ќе изгледа вака. Камерите истовремено ќе го снимаат сигналот на семафорот и табличката на возилата. Па кога некој ќе помине на жолто или црвено, ќе има визуелен доказ и од возилото и од прекршокот. За одредени прекршоци ќе има фотографија од лицето што го управува возилото. Потоа, според нацрт измените во законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, на собственикот на возилото со кое е сторен сообраќаен прекршок документиран со соодветни технички средства и уреди за снимање, му се доставува известување со линк за преземање на записникот за сторен сообраќаен прекршок со прекршочен платен налог и фотозапис со кој е документиран прекршокот. Известувањето со линкот ќе стигнува како текстуална порака на телефонот на собственикот на возилото или на неговата електронска пошта. Ако некој не го отвори линкот, според измените на законот за прекршоците,
По истекот на рокот од 8 дена од испраќањето на второто известување за преземање од линкот, се смета дека доставата е извршена без преземање. Ако собственикот на возилото и натаму ја игнорира казната, глобата ќе му ја наплати извршител, а зависно од прекршокот, по судска постапка ќе може да ја загуби возачката дозвола. Во случај пак, собственикот на возилото да тврди дека тој не возел во критичниот момент, има две опции. Лично да дојде во Министерството за внатрешни работи заедно со лицето кое во време на сторување на прекршокот управувало со возилото, при што лицето дава известување дека во време на сторување на прекршокот управувало со возилото. Тој или лицето кое го управувало возилото во време на сторување на прекршокот во МВР да приложи изјава заверена на нотар дадена од лицето кое управувало со возилото, со која истото ќе потврди дека го управувало возилото во време на сторување на прекршокот. Овие одредби, заедно со фотографија од возачот таму каде ќе ја има, треба да гарантираат дека казната ќе му биде припишана на оној што на вистина го управува возилото. Или, барем на хартија, нема да има начин како да се избегне одговорност, но намалувањето на човечкиот фактор и автоматизацијата секогаш имаат и добри и лоши страни. Граѓаните што ние ги прашавме сепак, велат дека натежнуваат добрите. Ја мислам дека конечно тој систем би требало да проработи. Искрено се надевам дека ќе има повеќе ред, помалку прекршоци и најверојатно ќе се зголеми безбедноста на сообраќајот. Се согласувам нормално. Треба да има тоа. Треба, да. Повеќе сум за да има, меѓутоа не секогаш да биде автоматски. Кога појдете во било кој западноевропски земји, па дури во Америка сум биле, и има така. Меѓутоа е присутна и полицијата на терен. Јас не гледам овде по цела Партизанска еден, еве да кажем, полицаец или сообраќајно било што во кој што ја регулира. Пак може да забележите дека има многу прекршоци. Сматрamo da bi sve što je nepropисno trebalo da bude što više kažnjivo, da bi ljudi više obraćali pažnju. Ne znam kakva je situacija kod vas, volili bismo da se pooštre zahtevi u autoškolama i da se u autoškolama malo više uči o tome kako biti bezbedan u saobraćaju, ne samo poštovanje saobraćajnih propisa. Еден аспект поврзан со камерите што досега не е експлоатиран јавно е кој ги купи, од каде, за колку пари. Сите овие детали се тајна, бидејќи не станува збор за постапка и договор кои се транспарентни. Познато е само дека процесот го почна минатата влада, ако продолжува сегашната. Но, и не треба човек да биде гений за да види чие производство се камерите. Го пребаравме текстот Татиле, испишан на кукиштето на камерите на интернет и дознавме дека тоа е име на италијанска компанија која нуди системи за надзор за различни потреби. Листајки го нивното портфолио на производи, најдовме камера со идентичен распоред на објективите, сензорите и испис на кукиштето, како на оние на раскрсницата меѓу Партизанска и Рузвелтова. Името е, во превод, паметна камера за црвено светло. Еви видеопрезентација како работи камерата заедно со софтверот. Според описот на производителот кога се во прашање прекршоците, конкретната камера може да регистрира само поминување на црвено светло, но има и други намени, преку способноста да ја препознае секоја регистарска табличка, не само на тие што прават прекршок, па е многу корисна за безбедносни цели, пишува во каталогот. Производителот сепак нуди надградби, додатоци и други типови камери што можат да се комбинираат во рамките на еден систем, а кои можат да делат казни дури и за забрането свртување. Веројатно, различни камери ќе служат за различни казни. Колку чинат е потешко да се дознае. На сајтот на производителот нема цени. За конкретниот модел не најдовме цени на друго место на интернет. Но, најдовме на цените на други производи на Татиле. Моделот Vega 53, кој има речиси идентични карактеристики како оние на паметна камера за црвено светло, чини од 6 до 7.000 евро по парче, без ДДВ, само за камерата. Татиле можеби не е препознатливо име за широката јавност, но е присутна дури и во комшии. Само во регионот, во последниве година две нејзини производи купиле – Србија, Република Српска, Турција и Грција. Некаде камерите се за патарини, некаде за зголемување на безбедноста. Зашто се ке сликаат кај нас? Ке се дознае од 1 јануари, кога ќе влезат во сила законските измени што ќе дозволат казнување преку, како што МВР ги нарекува камерите, технички средства и уреди за снимање.
Воведувањето автоматизирано казнување преку камери е неголемата, но не е единствена новина што се предлага со нацрт измените на Законот за безбедноста во сообраќајот на патиштата. Се заоструваат условите за повторно полагање за возачка дозвола, се воведуваат поголеми казни за постојни прекршоци, но се воведуваат и серија нови казни за пешаците, за велосипедистите, за мотоциклистите и други што користат електронски уреди, вклучувајќи и слушалки на двете уши додека учествуваат во сообраќајот. Михаил Милошевски со деталите и со првичните реакции на граѓаните. На поведок се неколку нови правила, нови обврски и неколку нови казни за учесниците во сообраќајот. Сите се дел од нацрт измените во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Една од најголемите новини според нацрт измените објавени јавно е воведувањето казни за користење електронски уреди за другите учесници во сообраќајот, а не како досега, само за возачите на автомобили, камиони и автобуси. Во иднина ваквото поминување на улица користејќи мобилен телефон или пак со слушалки на уши ќе биде прекршочно дело, за кое што ќе треба да се плати соодветна казна. Ова е само една од многуте новини кои што се воведуваат во измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со кој покрај пешаците се регулираат и велосипедистите, возачите на мотори, како и возачите на електрични тротинети. Со измените, доколку возите велосипед, мопед, електричен тротинет, па и трактор, а при тоа користите мобилен телефон, слушалки во двете уши, таблет или паметен часовник, ќе платите глоба од 50 евра. Но одговорноста не застанува само на возачите. Прв пат се воведува прекршок и за пешаците кои доколку користат електронски уреди додека преминуваат улица или велосипедска патека, ќе добијат глоба од 40 евра. Бидејќи законот ќе ги смета за потенцијален ризик во сообраќајот поради намаленото внимание. Целта на измените е подобрување на безбедноста во сообраќајот, но дали со идејата се согласуваат и оние на кои се однесуваат мерките? Тоа малце ме заплашува со тоа што цело време сум на некој начин и зависен малце од телефон. И сега со таков закон ја мислам дека ќе прави многу поголем проблем, не само што ги ставија радарите за брзо возење, туку градот ќе стане малце заплашувачки, на некој начин ко Big Brother ќе биде сега. Така да сите ќе имаме казни, ваму таму десно лево ќе имаме полни фиоки со казни. И тоа е малце ко заплашувачко со тоа што мислам дека дури малце претерано. Исто како што луѓе што возат коли не смеат да користат телефони, претпоставам посебно за улица поминува, дека исто да треба да важи. Па би требало веќе да се воспостави ред и во сообраќајот комплет во системот, што би значило дека ќе биде заштитен и граѓанинот и пешакот од една страна, независно тоа ригорозноста на казната, тој се заштитува на тој начин и велосипедистите и тие што се со полесни возила се заштитуваат. Со оглед на тоа што дел од новите прекршоци може да бидат тешки за воочување, например кога се носат слушалки во уво, ги прашавме граѓаните колку доследно сметаат дека ќе се почитуваат одредбите. Би се подобрила многу безбедноста, но мислам дека сепак во нашата држава безбедноста дури на тој начин се подобри, ќе има некој начин да се вадат луѓето, така да не верувам дека нешто многу ќе помогне. Некое време ќе бидеме заплашени сите и после тоа само ќе се врати на исто. Вие лично ќе се придржувате до законот? Ќе пробам, стварно не икам да плаќам толкави казни. Ама како што кажав, мислам дека ќе трае месец, два и после само ќе се врати на истото. Ако се мале казни, никој нема да поштуе закони, е така? Значи, треба да буде казна за да може да опомене луѓе да почнат да практикуваат закон. Од тука доаѓа сите возможни несреќи од несреденоста на сообраќајот. Значи, треба да има ред, со тоа и законите се во таа насока поставени. Верувам дека на сообраќајот, посебно во Скопје, му требаше одамна така координирана работа, која што ќе се воспостави една рамнотежа меѓу граѓаните и возачите. Покрај воведувањето на новите прекршоци, голема измена се прави и во делот на тешки прекршоци во сообраќајот. Новите измени на законот предвидуваат заострување на казните за минување на црвено и жолто светло. Досега за таков прекршок следуваше казна од 250 евра, а сега на тоа се додава и одземање на возачката дозвола од 3 до 12 месеци.
Заострување има и за лицата на кои има изречена санкција престанување на важност на возачка дозвола. Досега тие лица мораат да чекаат најмалку 6 месеци пред да смеат повторно да управуваат моторно возило од истата категорија. Со измените, тој рок се зголемува. Сторителот на кој му е изречена прекршочна санкција престанок на важење на возачка дозвола не може да отпочне со постапка за полагање на возачки испит за истата категорија пред истекот на 12 месеци од денот на престанокот на важењето на возачката дозвола. Новини во измените се и минималните поскапувања на одредени казни. Од сегашните 45 на 50 евра поскапува прекршокот управување на моторно возило со брзина од 10 до 30 км на час повисока од пропишаните 50 км на час. Од 10 на 15 пак за возење до 10 км на час побрзо од дозволеното. Од 45 на 50 евра поскапува и управувањето на моторно возило со брзина од 10 до 30 км на час повисока од пропишаната на јавен пат надвор од населено место. Со измените се дорегулира и прифаќањето вина на место друг, бидејќи дел од прекршоците ќе се санкционираат преку камери. Сопственикот, односно носителот на правото на користење на возило или друго лице, не смее да прифати вина за сторен прекршок на сметка на друго лице, кога очигледно од електронскиот запис за прекршокот јасно може да се утврди сторителот на прекршокот. Казната за противзаконско прифаќање вина ќе биде 500 евра. Таа треба општа култура. И џаба и парите и све. Се планира законските измени да влегуваат во сила постепено. Дел од октомври годинава, а останатите од јануари 2026. Како ќе се проверува и казнува пешак кој поминува преку коловозот и носи слушалки на двете уши? Како ќе реагираат камерите кога возило ќе помине на жолто светло на семафор, имајќи предвид дека, иако не е дозволено, минувањето на жолто светло законски се толерира под услов возачот да не може безбедно да го запре возилото? Ова се само некои од прашањата на кои во интервју за 360 степени одговараат Снежана Петровиќ Арсовска, советничка во кабинетот на министерот за внатрешни работи, и Маја Арсовска Манов, началничка на секторот за сообраќајни работи во МВР. Низ Скопје веќе неколку месеци се поставуваат камери за потребите на Министерството за внатрешни работи. Ние прошетавме улицата Партизанска, односно булеварот Партизанска, еден од најдолгите во градот Скопје, и збројавме околу 20 нови камери. Моето прво прашање е зошто се поставуваат камери само на одредени, а не и на сите раскрсници? Камери се поставуваат на оние раскрсници на кои имаме зачестена појава на прекршоци или пак каде што се од поголем значителен број од интерес на службата. На колку позиции точно ќе има камери во Скопје и дали ќе има и во други градови? Се уште се врши поставувањето на камерите, точно не можеме да одредиме во овој момент, а секако дека се врши поставување и во останатите градови. Дел веќе се поставени во Куманово и Тетово и се планираат кон крајот на годината веќе да бидат поставени и на територија на цела држава. Од тоа што можевме да го забележиме на терен, камерите се од еден ист производител. Какви технички можности имаат овие камери во смисла на тоа за што служат? Кои прекршоци ќе можат да ги регистрираат? Разликуваме неколку вида на камери. Значи има камери за следење на сообраќајот, односно на движењето на возилата. Имаме камери кои детектираат поминување на црвено светло, имаме камери кои мерат брзина и камери кои читаат таблици. До сега традиционалниот начин на казнување, да го наречам, е оној во кој што полицискиот службеник на крај го регистрира прекршокот со правење на записник, но тој има едно дискреционо право, дали ќе напише казна за оној што го прекршил законот или пак понекогаш ќе реши доди со поинаков тип на дисциплинска мерка, односно опомена, укажување, така натаму. Дали камерите ќе го казнуваат буквално секој сторен прекршок или сепак има можност да се простуваат ваков тип на прекршоци? Камерите ќе го регистрираат секој сторен прекршок, повторно ќе напоменам од оние вид на прекршоци за кои се наменети камерите. Простување во електронски систем нема да има. По автоматизам ќе одат.
Сега исклучувањето на човековиот фактор отвара прашања на некои места. Еве пример ќе го кажам жолтото светло. Според закон забрането е возило да помине на жолто светло, но од друга страна има едно дообјаснување во законот кој што вели освен ако возачот не може безбедно да го запре возилото. Како електронскиот систем ќе прави разлика дали возачот поминал на жолто светло и направил прекршок или сепак тоа е допуштено проаѓање на жолто светло? Системот е во согласност со нашиот закон. Односно, ако она што е забрането кај нас во законот, тоа е забрането и во системот. Така да поминувањето на жолтото светло е забрането во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, затоа е забрането и во самиот систем. Системот секако ќе ги детектира и оние возила кои ќе поминуваат на жолто светло, а тоа дали возилото безбедно или не безбедно успеало да помине или да застане, ќе се може самиот граѓанин да си го докаже во постапка пред надлежниот суд. Сега не знам дали ова повеќе прашање што од легислативен карактер, но како ќе им гарантирате или како ќе ги уверите граѓаните дека секој регистриран прекршок со камерите ќе биде и казнет? Тоа е многу интересно прашање, тоа што секогаш вајда балканскиот менталитет е како нешто може да се злоупотреби. Кога ќе кажем електронски систем, тоа навистина во буквална смисла електронски систем. Тоа е таков да констатира секој вид на прекршок за кој што е софтверското решение. Што значи дали сте поминали на црвено, дали сте поминали со пречекорена брзина, дали сте застанали таму каде што е забрането паркирањето. Тој автоматски ја забележува, тоа прави фотозапис на регистарската табличка на возилото со кое е сторен прекршокот и веднаш со оглед на бројот на регистарската табличка, тоа возило го поврзува со сопственикот на возилото. И автоматски креира записник со прекршочен платен налог, за да после тоа се процесура и се тоа софтверски заминува веднаш со текстуална порука на SMS или на вашата електронска адреса, со тоа што добивате вие записник, добивате прекршочен платен налог и евентуално фотографија кој успел техничкиот уред тоа да го регистрира. Од сето тоа е видно што? Возилото со кое е сторен прекршокот, бројот на регистарската табличка и битните обележја на прекршокот. Што значи нема бирање. Едноставно тоа е автоматски. Констатира, тој веднаш прави фотозапис и креира записник за сопственикот на возилото со кое е сторен сообраќајниот прекршок. Ако разбирам добро, полициски службеник нема да го потпишува тој записник. Значи вие знаете, тоа буквално е креирање од софтверското решение. Не може да се дозволи на Снежана, на Маја или на некој друг ќе дозволам, на некој друг не. Напротив, тоа автоматски се креира, само се регистрира, се потпишува, не може да се извлече, останува трага ако ви излекувате нешто од софтверскиот систем или не процесирате, едноставно тоа е невозможно. Мора да се креира и да автоматски заминува на вашиот мобилен телефон како текстуална порака. Домашните возила ги имате во база со телефонски број или со имейл адреса на сопственикот, но што ќе правиме со возилата кои што се со странски регистарски таблички или само поминуваат низ земја? Па тоа е предизвик не само во Македонија, туку генерално како што се гледаше во компаративните искуства на другите држави, па и кај нас, се среќававме со различни решенија. На лице место кога ќе сега затекне непосреден полициски службеник дека сторувате некој сообраќајен прекршок, веднаш ве застанува, имате можност ви издава исто платен налог, во најблиската полициска станица да го платите или на лице место сега имаат со има брза постапка, да, брза постапка, вие плаќате и излегувате. Значи се уште се размислува за решенијата да во смисла ако не се успее тоа во таков краток временски период да странецот биде нотиран, да му се издаде записникот и слично, тој веќе е влезен во системот и при влез му се испорачува дека е должен да го плати. Имаме алтернатива во смисла се размислува во насока да биде забранет влез, односно излез од државата, или пак во најкраток можен рок да биде изведен пред судија по кратка постапка. Од она што го видовме на терен, камерите го следат возилото од задната страна. Прашањето ми е дали ќе има начин на кој што ќе се слика и лицето на оној што управува со возилото во моментот на сторување на прекршокот. Тука сте малце во заблуда, бидејќи не е само од задна страна, затоа кажав, во Законот за безбедност на сообраќај на патиштата, ако имавте прилика да го погледнете на интернет, се дефинира дефинитивно што е тоа веродостојна исправа, дека е тоа фото или видео запис на возилото, повторам, на регистарската табличка,
битните обележја на прекршокот и фотографија од лицето ако техничкиот уред тоа го констатирал. Што значи ако го констатирал, за тоа и прашувам дополнително. Така, за некои прекршоци ќе биде однапред фотографијата сликано, во зависност од прекршокот. И ќе се гледа фотографијата. За некои прекршоци ќе биде само регистарската табличка и возилото од позади. Така, баш тоа сакав и да ве прашам, таму се вели ќе се утврдува врз основа дека било очигледно од електронскиот запис. Како ќе се утврдува очигледно? Зарем камерите ќе имаат толку добра резолуција да може да се види позитивно да се идентификува ликот на одредено лице зад шофершавината што се вели од таа оддалеченост? Па јас мислам дека резолуциите, колешката тоа подобро ќе го каже. Резолуцијата е толку добра што може да се утврди кој го управувал возилото. Очекувате се да се заврши до крајот на година, предпоставам, бидејќи идејата е ова се да почне да функционира на 1 јануари, така? Така е. Значи системот е планиран со тест период ќе се оди кон завршетокот на летото, тука негдека, а со имплементирање на системот Safe City во Скопје, Тетово и Куманово од 1.1.2026 година, пошто негдека втората половина од 2026 година да биде имплементиран целосно на територија на државата. Има и неколку други измени на Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата. Меѓу другото имаме заострување на одредбите во однос на правото на полагање на возачки испит откако ќе му биде поради 2 сторени прекршоци. Мислам дека беше 6 месеци, сега е 12 месеци. Може ли да ни објасните зошто се отиде на едно вакво решение? Која беше потребата за тоа? Потребата беше нашата пракса. Бројот на учесници во сообраќајот кои управуваат возила пред да се стекне со право за управување моторно возило е алармантен. Само минатата година имаме преку 22.000 констатирани прекршоци. Замислете таа бројка дека е сигурно помножена по 2 или по 3, бидејќи тоа се само број на констатирани прекршоци, колку поминале неказливо. Токму ради тоа и фактот што се зголемува бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди, нас ни дава аларм за да се превземе нешто со што би се намалил овој број и би се искоренило возењето во сообраќај пред да се стекне со право на управување на моторно возило. Има и неколку други измени кои што пред се однесуваат на пешаците, но се однесуваат и на други учесници во сообраќајот, како современиот вид на транспорт, возачи на тротинети, но исто така мотоцикли, трицикли и така натаму, да не ги редам. Една од нив е забраната за користење на електронски уреди, каде што меѓу електронските уреди се ставени и слушалици, но се вели на двете уши. Ке може ли да ни објасните што детално нема да биде дозволено а што ќе се санкционира, односно казна? Нема да биде дозволено да еден пешак ќе земеме за пример, во исто време да му се зафатени и рацете и ушите. Ме разбирате, да не му биде одвлечено вниманието. Да, може да носи една слушалка за да му биде другото уво слободно и да може да внимава на околината дали може би наидува на некаква опасност. Да не му биде одземено вниманието во исто време со двете раце да држи мобилен телефон да се пишува пораки и во исто време да има 2 слушалки во ушите, комплетно небезбедно да поминува улица. Токму заради тоа се направени измените. Нашата пракса покажува дека се почесто таков вид на учесници во сообраќајот комплетно им се одзема вниманието. Со двете уши да имаат слушалки, во рацете да си држат таблет, мобилен телефон, поминуваат небезбедно, не внимаваат дека навистина им доаѓа опасност. Сега може би ќе карикирам малце, но што ако се случи некој граѓанин да ја обжали казната од полицискиот службеник, да тврди дека, например, имал слушалка само во едното, а не во двете уши кога бил казнен? Тоа е можноста на Законот за сообраќај и претходно, докажувањето. Како и претходно, во Република Македонија немало електронски систем за детектирање на прекршоци. Секој прекршок е констатиран со непосредно забележување од страна на полицискиот службеник. Така да друга не е новина, туку пракса е што полициските службеници одат по двајца во патрола. Така да докажувањето ќе си остане и на Министерството и на странката која ќе го оспори прекршокот.
Земајќи го целиот процес во предвид, потрошени се сигурно многу пари, ако немаме конкретна сума, потрошена е многу енергија и доправа ќе се троши, така што моето последно прашање би било што ќе биде репер, односно кое постигнување ќе се смета дека целиот овој проект е успешен. Намалувањето на бројот на сообраќајни незгоди е прво, а особено намалувањето бројот на жртви. Целта на Министерството за внатрешни работи не е да се зголеми бројот на констатирани прекршоци, да се полни буџетот или било што. Целта наша е да се смири сообраќајот, да се намали бројот на, повторно ќе кажам, сообраќајни незгоди, особено бројот на жртви, бидејќи во изминатите години забележуваме тренд на зголемен број на сообраќајни незгоди, особено со жртви. Тука нашата цел ќе биде постигната кога ќе се намали бројот на сообраќајни незгоди и на загинати лица во тие сообраќајни незгоди. Дали се ова индикаторите во легислативата? Како што на почетокот напоменав, целта е безбедност на сообраќајот на патиштата. Компаративните анализи покажуваат дека после воведување во државите на ваков вид електронско констатирање на прекршоци и забрзување на постапките, се менува и свесност и одговорност, така и граѓаните, повнимателни се и сето тоа допринесува до крајната цел зголемување на безбедноста. Ви благодарам многу на времето. Благодарам. Ова беше еден сегмент од интервјуто со представничките од МВР. На интернет може да ја погледнете целата версија. Кога во ноември го посети Дојран, министерот за животна средина Изет Меджити вети дека во првото тромесечје од годинава низ системот ѓавато што го полни езерото ќе течат 500 литри вода во секунда. Ние бевме во Дојран пред неколку дена во пресрет на сушниот период за да посведочиме за состојбата на езерото и да видиме дали и како функционира хидросистемот. Репортажата е на Владко Чаловски. Април и мај се месеците кога Дојранското езеро и околината се можеби и најубави во текот на годината. Но летото е на повидок, а веќе 3 месеци нема ниту капка вода од системот ѓавато кој го полни езерото. За истиот систем, лани во ноември, власта вети. Министерството за животна средина ќе се залага да се изнајде решение за финансиски средства за во блиска иднина да се реконструира овој хидросистем. Практично покажува новата влада дека има волја и намера да ги решава реалните проблеми на граѓаните кои што ги наследивме од претходната влада. Кога се дадоа овие изјави, протокот од ѓавато беше 200 литри во секунда. До крајот на март ветуваа функционерите, низ пумпите ќе течат 500 литри во секунда. Дали на Дојранското езеро му се заканува нова криза? Овие снимки се од Дојранското езеро на почетокот на 2000-тите години. Дел се од документарен филм за еколошката катастрофа со која во тој момент се соочува езерото. За каков проблем станува збор, покажува овој графикон. Во средината на 50-тите години на минатиот век, езерото имало зафатнина од околу 300 милиони метри кубни вода, а неговата висинска кота станала дури и закана за земјоделството. Па соседите, Грција и Југославија, се договориле да го држат на пониско ниво, но поради преголеми испуштања и суши низ годините, на почетокот на 2000-тите години, езерото достигнува историски минимум од околу 70 на милиони метри кубни вода. Поради тоа, во 2002 година се гради хидросистемот ѓавато, како итна мерка за спас на Дојранското езеро. Ископани се 10 бунари близу Богданци, од кои се црпи вода која потоа патува низ Цевково дол 22 километри за доторна вода во Дојранското езеро. Со овој систем од неговата изградба до денес раководи Јован Попов. Во тефтерот во кој се запишуваат деновите кога работел или бил исклучен системот, стои дека на 19 февруари 2025 година системот е комплетно исклучен и така е до денес. Моментално хидросистемот ѓавото не функционира затоа што треба да се изврши реконструкција и обновување на системот. Пред се треба да се обноват
бунарските пумпи, т.е. да се набават нови бунарски пумпи, со што би го зголемиле капацитетот на најмалку 700 до 800 литри во секунда, кој што се главен предуслов за капацитет за полнење на Дојранското езеро. Со капацитет од 200 до 300 литри во секунда не можеме да извршиме таа функција, пошто тој е мал капацитет и нема да постигнеме ефект и ќе се потрошат значителни средства за електрична енергија и нема да има ефект. Сметките за електрична енергија за кои говори Попов изнесуваат стотици илјади евра месечно, а од тие пари езерото нема фајде не само поради малиот капацитет, туку и затоа што испумпаното се повеќе се губеше по пат. Има бројни диви приклучоци преку кои земјоделците крадат од водата. Тука се и оштетувањата на цевките. Но и така ѓавато работеше затоа што доскоро имаше обврска да ја снабдува со вода малата хидроелектрана Топлец. За да се задоволат сите потреби, вели Попов, треба поголем капацитет. Во самата студија и проект е кажано дека со исполнување на дел од спасот за Дојранското езеро, друг дел треба да биде цел за наводнување на земјоделските површини. И затоа не треба 700 до 800 литри во секунда, како би ги обновиле потопните пумпи. Исто така, треба да се обноват и овие електромотори и пумпи кај што моментално се наоѓаме. Проценките се дека хидросистемот бара обнова на најмалку 80% од првично изградениот. 2 до 3 бунари во ѓавато се целосно затрупани со песок и мил и тие треба комплетно да се чистат. Останатите 7 до 8 бунари сите имаат потреба од нови пумпи. Оваа опрема, како секоја техничка опрема, има свој век на траење. Значи, тие потопни пумпи во бунарите имаат вода која што има одредени карактеристики и тоа она го уништува електромоторот и готово. Значи, треба да се стави ново. И треба сите податоци што ги барам ја од Министерството и од владата на Република Македонија да бидат земени во обзир и на време да се реагира. Кога ќе се соберат сите пресметки, Попов вели потребни се 300 до 400.000 евра за долгорочно да се реши проблемот со ѓавато. Ова е каналот изграден во 2002 година заедно со хидросистемот Ѓавато. Водите од бунарите во Ѓавато се слеваат во Дојранското езеро во овој предел. Во моментов во овој канал течат природни води, но настапува сушен период. Затоа е многу важно да проработи повторно системот кој што ќе ја донесе водата од Ѓавато во Дојранското езеро. За дојранчани овој период од годината е еден од најубавите. Велат во моментов нема опасност, водата е на потребното ниво. Доволно. Сега за сега го одржаваат, имат още го доволно. Супер. Ама ако почнат поголеми суши, он веќе се заедно го фино. Се испарава се Косово. И одат за тоа туристите дишат јод. Он е многу корисен за сабале. За астма, синус, тие работи и лечено. И за тоа идат многу туристи. Но, велат жителите, системот треба да работи затоа што доаѓаат жешките месеци. А како и населението, свесен за потенцијалниот проблем е и градоначалникот. Па имаме губење посебно во пролетта и летото, доста количина, односно испарување на водата и губење на водостојот, така да за прв пат имаме водостој кој што е под нулта кота, односно некаде околу метар под нулта кота. И се тоа во моментов можеби не е до толку загрижувачко колку што е загрижувачко ако не биде во функција самиот хидросистем и пуштање на тогаш кога е потребно, односно во овие периоди од мај месец па до септември, кога имаме поголеми испарувања, треба да се одржава тоа ниво. Инаку хидросистемот нема потреба да функционира во текот на целата година. Ако наскоро не проработи ѓавато и тоа со значителен капацитет, сите во Дојран се свесни дека може да биде загрозена главната економска гранка во летниот период. Езерото во Дојран е буквално се. Езерото е двигателот и на економијата, и на развојот, и на инвестициите кои што доаѓаат во последно време. Имаме зголемување на приходите од данок на промет. Тоа е единствен показател кој што покажува дека економијата е буквално раздвижена. Се градат нови згради, се ставаат во функција стари хотели кои што не биле во функција изминатите 20-30 години.
Меѓутоа, доколку езерото се повлече и доколку повторно настане одредена еколошка катастрофа, тоа ќе придонесе сигурно и во повлекувањето на ваквите инвестиции. Без обновен цевковод од кој не се краде, водата не може да дојде до Дојран. А за да влезе вода во цевките, потребни се пумпи. За пумпите пак треба струја. Едно од решенијата се фокусира на обезбедување нови, одржливи извори на енергија. Таква е студијата на Глобалтек од јануари 2025 година. Компанија основана во 2007 година со седиште во Мадрид, Шпанија, која работи на консултантски услуги, управување и имплементација на проекти од областа на инженерството. Раководителот Попов го смета овој проект за солиден и вели дека треба сериозно да се разгледа. Се работи за предлог за изградба на пловечки фотоволтаици во езерото Паљурци во Богданци, кои би произведувале 3430 киловати струја, а кои потоа би го одржувале работењето и на пумпите во Ѓавато и на препумпната станица во Богданци. Значи, како и во минатото, сите се свесни за проблемите, а на маса има и предлог решенија. Останува уште да се најдат пари и да се сработи на терен. Воспротивно, Дојран ќе остане без вода, а со тоа и земјава без своето трето најголемо природно езеро. Една од мерките против злоупотреба на јавните ресурси што ги најави владата веднаш по изборот во летото минатата година беше воведување таблички во боја за службените возила. Во меѓувреме некои чекори се завршени, но црвено-жолти таблички на владините автомобили се уште нема. Зошто го прашувам Ивица Томовски, директор на службата за општи и заеднички работи, која го води процесот. Директор на 8 декември 2024 година ја објавивме онаа сторија за правилникот кој што требаше да се усвои на владина седница, според кој правилник табличките на владините возила, односно на државните возила, службените возила, требаше да бидат во црвено-жолта боја. И дека тоа се ќе се случува некаде 4 месеци во новата година, веќе ќе може да ги гледаме тие службени возила со црвено-жолти таблички. Усвоен ли е тој правилник од страна на владата? Така е, ние отпочнавме на постапка, формиравме на работна група, одржавме неколку работни состаноци со работната група, требаше да тераме два процеси паралелно. Едниот процес е специјални таблици во боја, вториот процес е регистар на возила кои што го немаме во државата моментално. Одлучивме да ги одвоиме тие два процеси, бидејќи регистарот на возила захтева повеќе ресурси, повеќе луѓе, повеќе време за работа, додека делот околу регистарските таблици е пократок и може да се заврши побрзо. Направивме еден правилник, кој што правилник го изработивме заедно во работната група, беше даден на консултација во секретаријат за законодавство, беше одобрен, позитивно мислење добивме, го потпиша министерот за внатрешни работи, го поминавме и на влада официјално како што треба. После тоа имаше некакви измени на законот за јавни набавки и од тие причини се одолговлечи малце процесот, односно не завршивме за оние 4 месеци кои што ни беа предвидени, но постапката се уште трае. Моментално е во Министерство за внатрешни работи, тендерот е објавен за набавка на бојата, соодветната боја која што ние имавме предвидено како работна група, останува истата боја, црвено-жолта, практично како знамето на Македонија, тоа ќе биде црвено-портокалово нешто, таква е нијансата на бојата. Моментално е во Биро за јавни набавки, каде што треба да, според новиот закон, да се одобри позитивно или негативно врз основ на набавка на тие бои. Веднаш штом заврши, тоа веќе е процедура и трае, штом заврши, очекуваме дека за скоро време ќе заврши, штом заврши постапката, со заклучок на влада, односно со задолжение на влада, ќе ги задолжиме сите државни институции, државни и општински институции, кои што имаат државни возила и се во сопственост на државата, да во рок од 30 денови ги променат сите таблици. Бирото што треба да одобри? Треба да одобри бојата? Не. Не, треба да одобри дали постапката ги запазила сите законски норми. И сега рачунете од секаде цела држава понесува до бирото мислење за тендери кои што се над 15-20 милиони и заради тој податок е малце одолговлечен. А докаде е оној сервис кој што
треба да им служи на граѓаните да, нели, да пријават евентуална злоупотреба на државните. Веднаш штом ја поставиме првата таблица во боја, на веб страната на службата за општи заеднички работи ќе биде објавена мейл адреса и контакт телефон каде што граѓаните ќе може да пријават. Значи на веб сајтот на Созера тоа ќе се прави. Точно така. Бидејќи нели исто беше нагласено дека се работи на тој регистар кој што сега е во рамките на МВР, но треба да дојде во рацете на Созера, со тој регистар има помрна? Така, направена е одлука на влада да регистарот на возила го превземе службата за општи и заеднички работи, односно владата. Моментално се прават оние законски измени во законот за возила, каде што од МВР треба да премине во собственост на служба за општи заеднички работи на влада. Ние веќе имавме еден состанок со министерот за внатрешни работи и неговиот кабинет, за кој што разговаравме, тоа е сега пред 3 или 4 дена го имавме тој состанок, договоривме дека треба да оставиме на забрзано темпо и планот ни е да успееме тој регистар го направиме до крајот на оваа година. Зашто икаме крајот на оваа година? Затоа што тој регистар сакаме да го фузираме и да го поврземе заедно со овие камерите кои што се Smart City или како Safe City. Safe City. Да. Бидејќи ја спомнавте и работната група, тука сакам да ја прашам, во таа работна група колку пати се има состанато? Веројатно и таа ќе работи или докаде е, да речам, фазата на измените во законот за возила и законот за ствари во државна и општинска собственост? Со работната група сме имале најмалце 4 состаноци. Конкретно состаноците беа одвојување на овие два процеси, како што кажав, таблиците и регистарот. Завршивме со делот на таблиците, а сега следно ни е регистарот. Повторно ќе се состане точно така, истата работна група ќе продолжи со работа, но овој пат законските измени најверојатно ќе одат преку пратеничка група, за да биде убрзан процесот и да може побрзо да се заврши процесот и да стигнеме до оној рок кој што си го даваме некаде до нова година. Сега рокот за да гледаме службени возила во други бои е до? Секој момент не очекувам долго да трае, очекувам да заврши процесов со јавната набавка на бојата и не очекувам повеќе од месец и пол. Добро, фала ви. Благодарам. Во 360 степени наред е саботажата. Македонецот се соочува со сериозен проблем. Упорен е да биде европски, прозападен и никако не ја прифаќа славјанската или попрецизно филозофијата на русофилството, како единствена шанса за идентитетски спас и препарод. За него тоа е значи некое рушење на неговиот имагинарен свет, каде што он се кае што се родил као македонец или било што, а не се родил како неговите имагинарни ликови од Холивуд филмовите. Проблемот е тоа што се уште нема добри филмови од Москва или од Киев, но секој добар и незаведен македонец умее да направи сценарио. Евентуално би можело да му помогне на љубимиот од Кремљ, да ја оствари конечната победа за сите нас. Ако Владимир Путин и неговата администрација оди решително до крај да ја спроведе таа операција на денацификација, тогаш тој не смее да сопре докаде што е сега, затоа што направил само освојување на територии, но не направил денацификација. А таа дефинитивно мора да се случи. Не само тој процес, туку потребно е на целиот тој залуден свет, кој одамна застанал да му се каже не и да се избегне таа идеолошка матрица да се инфилтрира во нашите редови. Атинската и школата на Рим ти се школи на перверзија, хомосексуалност, оргија, комплетно духовно паѓање. Кај да копнете, што и да најдете археолошки локалитет од Атинската и Римската школа, се позите во сите можни варијанти, па сега, тоа е историјата, јас сум гледал ископување.
Сето ова знаење не е паднато од небо, ниту е неподкрепено. Базирано е на референции од авторитети, кои нечии цензорски банди постојано се обидуваат да ги омаловажуваат како релевантни авторитети. Ја споменувам Нобеловци, споменувам научници, споменувам ова. Они се собрале селјачиштата му, си ги мирисаат прдежите и они факти проведуеле. Сидите бе, носите се бе, ненормално. Една од тие вистини е навистина битка и привлечена, иако ја третираат како обична алтернативна теорија која екзистира само некаде на Балканите и за неа не постојат никакви лингвистички докази. Таа неумоливо ја карактеризира суштината и генетскиот код. Хомер, Илијадата и Одисејата ги пишува на пелазгиски јазик, кој што е многу поблизок до денешниот македонски јазик, отколку до грчкиот. Ја грците тотално, значи грците во тоа време ја го преведувале Хомер. И на крајот, дали е тоа така или не, останува да лебди. Кој лаже, а кој ја зборува вистината? Тој што има вошки. Не, него тој што го спречува другиот да збори. Тој што го спречува другиот да збори е тој што лаже. Демократско право е да се каже својата вистина. Уште поголем подвиг е таа да биде јавно презентирана. Меѓу сите вистини, секој има право да реши во кое од незините отстапувања ќе верува. Од и лажната, за убедените, сепак се останува вистина. Благодарам што бевте со нас и вечерва. Ке се видиме повторно в понеделник во 20:15. Пријатно.